Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Печалбарите доаѓаат, рестрикции за влез во земјава нема, расте бројот на новозаразени. Во Македонија воведена вакцинација за хепатитис Б од 2004 година. Годишно од болеста умираат 1,4 милиони луѓе. Многу високи температури во следните 5 дена, ослободување од работа за бремените жени и лицата над 60 години. Бројот на новозаболени со COVID-19 се зголемува како резултат на доаѓањето на печалбарите, за кои нема никакви рестрикции при влез во земјава, но и поради организирањето на прослави без почитување на протоколите. Моментално на инфективното оделение во Тетовската клиничка болница се хоспитализирани 6 пациенти на кислородна поддршка. Во Тетово расте бројот на новозаболени со COVID-19. Лекарите велат дека тоа се должи на доаѓањето на печалбарите и организирањето прослави без почитување на протоколите за заштита. Моментално на инфективното оделение во Тетовската клиничка болница се хоспитализирани 6 пациенти на кислородна поддршка, а бројот на амбулантските прегледи на дневно ниво се движи од 5 до 10 пациенти. И последно време немавме околу скоро цел месец немавме хоспитализирани пациенти и почна постепено да се зголемува бројот на хоспитализирани. Сега во моментот имаме хоспитализирани 6 пациенти. Има исписи, некои видат, некои и нови приеми, секако. Нормално ова е као резултат на нели сега имаме и повише население тука, па доаѓаат и од надвор. Нормално дека има и свадби, контакти, така да све тоа допринесува да имаме и мало така благо покачување на хоспитализираните пациенти. Предвадена во Тетовската клиничка болница починал 62 годишен пациент заразен со коронавирус, иако претходно примил 2 дози вакцина. Починатиот освен што бил позитивен на COVID-19 имал и други потешки болести. Имаме починат пациент на 62 годишна возраст, кој бил со хронична бубрежна инсуфициенција, со срцева болест и со висок крвен притисок. Пациентот, втората доза е земал на 6.7. И така се влоши клиничка слика и почина. Имали кардијак арест, почина. А што се однесува до вакцинацијата, се уште важи, вакцинацијата не е причина за смртен исход и вакцинацијата е единствен метод као превентива за заштита од коронавирус. Што се однесува до пациентот, бидејќи тој бил вакциниран, сега има многу прашање дали е воспоставен, дали има комплетен имун одбранбен систем, дали е креиран како што треба, тоа е више прашање за експерти, али секако се уште останува тоа дека вакцинацијата е као неопходен и задолжителен процес на целото население. За сега не е предвидено воведување на рестриктивни мерки, но во зависност од ситуацијата со коронавирусот во земјава, здравствените власти најавуваат можни рестрикции во септември и октомври за невакцинираните граѓани. 28 јули е светски ден на хепатитисот и кревањето на свеста за борбата со оваа болест. Светската здравствена организација годинава води кампања со мото "Хепатитисот не може да чека". Од хепатитисот од видовите Б и С годишно умираат 1,4 милиони луѓе во светот. Хепатитисот не може да чека. Ова е логото на годинешната кампања за светскиот ден на хепатитисот од страна на Светската здравствена организација. Преку неја експертите сакаат да ја нагласат потребата да се забрзаат напорите за елиминирање на хепатитисот, забавени од пандемијата на коронавирусот. Се работи за група заразни болести кои влијаат на ткивото на црниот дроб и се предизвикани од вируси на хепатит А, Б,
С, Д и Е, што можат да предизвикаат акутно или хронично заболување. Подетално за какво заболување се работи разговаравме со доктор Зафировски од инфективното оделение во Тетово. Кај нас обично е присутен хепатит Б, што го предизвикува вирусот на хепатит Б и хепатит А и хепатит С. Кај нас хепатит Б, воведена е вакцинација од 2004 и популацијата, родена после 2004 година се вакцинира. Овој вирус се пренесува парентерално, што значи тоа? Преку крв и телесни тесности. И практично со време тој вирус ќе на некој начин ќе се стае под контрола, пошто само од човек на човек се пренесува. Присутен е, например, кај луѓе овие што се зависници, што користа игла, да речемо, повеќенина. Инаку, например, при секое крвно земање, кога се зема крв, вирус се тестира крвта за хепатит Б, нема шанса да се зарази у болница. Додека хепатит С, нема вакцина за него, на ист начин се пренесува и тој е присутен, мада има и третман за него, на антивирусна терапија. Додека хепатит А, тоа е практично болест што се пренесува исто преку вирус, него преку нечисти раци, преку вода. Како што се пренесе една цревна инфекција, практично тоа е цревна инфекција, стајна што го предизвикува хепатит А. Ваќе, број овие болести се пријавува, секој лекар кој ќе ги регистрира, дури должен е да ги пријави, задолжително да ги пријави у Центарот за јавно здравје. И они има бројка, на ниво, например, Центарот за јавно здравје од ето, на ниво на општина, има бројка колку се движи, како се движи, од кој истражува, епидемиолошки, од кај доаѓа, можноста да се расшири, да се прошири, за да може да се преземат мерки за да се спречи. Најчести причини за смрт се видовите Б и С, од кои 1,4 милиони луѓе годишно ги губат своите животи. Вирусниот хепатитис е 8 најголем убиец во светот, пред ХИВ, СИДА, туберкулозата и маларијата. Следните 5 дена земјава ќе биде во портокалова фаза и се најавуваат многу високи температури. Министерството за здравство објави препораки за заштита, меѓу кои ослободувањето од работа на бремените жени и лицата над 60 години. Министерството за здравство објави препораки за заштита согласно добиените информации од Метеоалармот на Управата за хидрометеоролошки работи, дека целата територија на Република Македонија во следните 5 дена ќе биде зафатена од високи температури, од четврток до недела во портокалова фаза. Согласно добиените информации од УХМР, почнувајќи од четврток, 6 региони од Републиката, Скопскиот, Осоговско-Малешевскиот, Јужно од Вардар, Пелагонискиот и Охридско-Преспанскиот ќе влезат во портокалова фаза, при што состојбата на топлотен бран почнува да важи на целата територија на Републиката и соодветно важат следните препораки на владата. Ослободување од работните обврски на најранливите групи на населението, како што се бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во установите за згрижување на децата да не се практикуваат физички активности и да не ги изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Единиците на локална самоуправа, Црвен крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотниот бран да имаат поактивен пристап и да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени лица и бездомници. Со оглед на фактот дека
дека одредени ризични производни и технолошки процеси може да представуваат дополнителен ризик по здравјето на изложените работници, се потсетуваат работодавците на обврската за почитување на законските прописи од оваа област. Од Министерството потсетуваат и дека населението во целиот летен период потребно е да ги почитува следните општи мерки за заштита на здравјето, како што се во текот на екстремно топли денови да се остане повеќе во затворени простории пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце носете заштитни очила и капа, а при сончење да се користи крема со висок заштитен фактор, да се внесува помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, а помалку масна храна, да се внесуваат големи количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалоци. При влегување во возило потребно истото тоа одреден период да се проветри. Хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труењата со храна и цревни заразни заболувања, препораките се задолжително да се мијат земјоделско-градинарските производи, термички да се подготвува храната и да се чува во фрижидер. Исто така, од Министерството за здравство информираат дека здравствените установи се подготвени со доволен број капацитети и медикаментозна терапија за евентуално справување со зголемен број на лица со штетни ефекти по здравјето од високите температури. Министерот за економија Крешник Бектеши одржа пресконференција за предлог измените во Законот за минерални суровини. Со предлог на законот се овозможува намалување на износите на глобите за субјектите, доколку согласно Законот за трговски друштва се класифицирани како микро и мали трговци, додека за останатите трговци класифицирани како средни и големи, износот на глобата во поголемите прекршоци се предлага да биде зголемен. Се додава основ за раскина договор за концесија, доколку концесионерот експлоатира помалку од 20% од предвидената количина на минерална суровина согласно главниот рударски проект, што ќе стапи на сила од 1 јануари 2022 година. Зашто концесионерите ќе имат можност да ги усогласат рударските проекти по кои моментално работат. Се додава одредба според која концесија не може да му се додели на правно лице кое учествувало на јавен повик за доделување на концесија, а не го платил понудениот надоместок. Се овозможува и општините да поднесат барање за добивање на концесија за експлоатација за потребите за изградба на општински пат по утврдената постапка за изградба на државните патишта. Барање за доделување на концесија за експлоатација на сопствено земјиште може да се поднесе и за глина по истите услови и постапка како и за песок и чакал и за собирен кварц. Се додава и обврска за известување во случај на промени во уделите или акциите кои поединечно или во збир би довеле до промена на управувачкиот пакет во друштвото кој е мнозински собственик кај субјектот кој има концесија. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера во 16 часот и 30 минути во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар, врз основа на судска наредба, привеле 29-годишник од Гостивар за издржување казна затвор од 1 година и 6 месеци за сторено кривично дело по член 235 и член 236 од Кривичниот законник. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера во 15 часот во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар, врз основа на судска наредба, привеле 23-годишник од Гостивар за издржување казна затвор од 2 години за сторено кривично дело по член 215 од Кривичниот законник. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера во 15 часот и 30 минути во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар, врз основа на судска наредба, привеле 62-годишник од Гостивар за издржување казна затвор за сторено кривично дело по член 130 од Кривичниот законник. Тој бил спроведен во
во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера во 16 часот и 30 минути во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар, врз основа на судска наредба, привеле 23 годишник од Гостивар за издржување казна затвор за сторено кривично дело по член 236 и член 131 од Кривичниот законник. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Фудбалерите на Шкендија утре ќе го одиграат реванш над преварот од второто квалификацијско коло на конференциската лига против Рига. Составот од Летонија има предност од 2:0 од првиот надпревар. Нормално дека очекуваме позитивен резултат. Од наша страна треба да даваме максимум. Изгубивме првата утакмица 2:0 таму. Ја мислам дека можеме да ја стигнеме тој резултат и среќа да имаме и зошто да не поминеме да идеме натаму. Кога се вакви прашање, вакви утакмици, не е битно кој ќе дава гол, многу е најбитно е у клубот е да идеме у тоа што да идеме дале. Мислам дека можеме да ја анулираме оваа предност со оглед на тоа дека во Рига имавме доста шанси кои не ги искористивме. Нивниот голман беше на едно повисоко ниво. Па мислам дека на утрешниот надпревар за утрешниот ќе постигнеме гол порано и со тоа ќе имаме поголема мотивација и ќе се дигнеме на едно повисоко ниво фудбалски, да можеме да го стигнеме тој резултат од 2:0 и ќе даеме се од себе да ги поминеме. Овие се такви утакмици кај што има нокаут фаза и нормално дека има поголем притисок, поголем квалитет на екипите и може све да се очекува на преварот. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!